Во карантин секако дека му е многу потешко на женскиот пол. Не само затоа што домашните обврски се вид на неплатен труд, туку лепотата трпи. Како да ја зачувате лепотата во самоизолација, ќе ни раскаже нашата Јелисалфета К.Мајбах. Здраво, дечки, јас сум Јелисалфета К.Мајбах, се јавувам директно од мојот дом и не ми се верува дека стигнавме до ова дереджа и јас да ви кажувам како тоа вие треба да се средувате под дома, со оглед на тоа дека ни фризери, ни маникири, ни педикири не ни работат во моментов и ни фалат сите оние женски трчарења таму кога одиме, тоа ќе се дое со тек на време или кога ќе заврши оваа самоизолација. Имаме сите свој начин на средување под дома. Верувам дека се средувате, а ако не е така, јас ќе пробам да ви го кажам мојот начин, на тоа јас како пробувам да изгледам дама дома. Вие не мора да се средувате како јас што се средувам. Слободно измислете си ваши начини за следите други влогерки, тоа ич не ме интересира. Најголемиот проблем на женското тело се влакната на нозете. Првенствено можете да ги средите со ленти за депилирање, со бричеви, со шо и да ви дојде, но наједноставно, она кое што јас го правам е користам долги тренерки, со тоа влакната ќе бидат покриени и нема да се гледаат. Истото важи и за горниот дел, одnosno влакната се присутни на рацете, ќе се облечете една блуза со долги ракави како оваа ја што се носам, не мора црвена боја и се ќе биде перфектно. Лицето е најважниот дел на женското тело и како треба да биде средено. Може да се одлучите за еве некој нов облик на изглед на вашите веги. Јас се одлучив за овој. Користам ваква чупалица која што може да си ја најдете на рафтовите во поголемите и помалите супермаркети кои што работат до 16 часот. Мојата е со изоштрено врвче и ми користи за фино да ги средам овие странични делови. Ете, гледате, јас се погрижив овој пат во самоизолација да го испробам ластовица изгледат. И да, исто така важно на женското тело е тоа како изгледаат надусниците и оние усни кои што ги имаме нели доле. Има бразилска депилација, има тасмат, да не ве учам. Тоа ќе оставам на вас, со оглед на тоа дека не можам да ви покажам како изгледа мојата нели долна усна во моментов. Јас со оглед на тоа дека е премногу актуелно во моментов враќањето на природата во нормала, ете гледате делфините се вратија во Венеција, јас решив овој пат во самоизолација да го задржам својот природен изглед и да бидам во склоп со природата. Она кое што е многу важно е да ја задржите витката линија и јас се грижам тоа да го правам со јогурт. Нека ви е на здравје. Кликнете лайк, шер и сабскрајб за повеќе совети за како да одржите женската лепота. А ние да продолжиме.